Good evening, this is Peter Vrtkovski on 2NUI FM 103.7 in Newcastle in the Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придужба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкасл и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. Почитувани слушатели, голем концерт во нашиот град Ньюкасл под име Кафана вечер, и тоа во петок на 13 декември во нашиот македонски културен центар со најпопуларните од убава Македонија, групата Болеро со Кристијан Божинов Кико. За карти кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073, кај Ристо Веловски на 0414 296 910 и кај Димче Андрески на 0402 523-977. Да слушнеме нешто повеќе околу ова. 10 срца јас да имам, ке ти ги подарам. Голема австралиска турнеја 13 декември, петок, Ньюкасл. Република Ентертејнмент во соработка со македонската заедница од Ньюкасл повторно организираат голем балкански концерт Balkan Night 13 декември, петок. Повторно со маестрална, бомбастична елита од Македонија. Веќе докажаната група од Македонија, група Болеро. Најдобриот глас во Македонија и на целиот Балкан, а за него велат кога тој ќе запее и најголемите молчат. Нашиот добро познат Кристијан Божинов Кико. За прв пат во Австралија, големиот мајстор на дувачки инструменти, за кој се зборува на големо и на далеку, маестро Фазли Сейфулов. И конечно, после неколку години со преубавиот глас на сцената, ни се враќа ексклузивната и атрактивна Гонце Гогова Петкова. За тебе уште дишам и за тебе сум жива, што уште јас те сакам, сама сум крива. 13 декември, петок, повелета на луда и незаборавна балканска забава. Информации и резервации на следните броеви: 0414 296
910 Ристовеловски, 0411 673 073 Вида Вртковски и 0402 523 977 Динче Андрески. 10 срца јас да имам, ке ти ги подарам. Не дозволувајте да ви раскажуваат, бидете сведоци и бидете дел од овие луди и незаборавни моменти. 10 срца јас да имам, ке ти ги подарам. Ти си мо... А сега, почитуваме слушатели, да ги проследиме и соопштенијата од Њукастел и околината. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Четврток, 21 ноември е соборот на Архангел Михаел, празникот Арангел. Службата од 9 сатот со бајлето. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49684649, а полните да ги донесете кај Борис последен ден утре, недела, 17 ноември. Како што знаете, сите нашиот македонски културен центар овде во Њукастел ви стои на располагање за сите ваши потреби, како за свадби, за свршувачки, за кршевки и за родендени. За тоа може да се јавите кај Саше Стојчевски на 0408 490148 и кај Ристо Веловски на 0414 296910. Вашите деца од 5 години постари може да ги носите за тренирање во нашата игрорна група Стив Наумов под раководство на хореографот Добре Колевски овде во нашиот македонски културен центар секој петок од 6 до 8 сатот на вечер. Исто така, вашите деца од 5 години постари може да ги донесете за изучување на македонскиот јазик, култура и традиција во нашиот македонски културен центар секој петок од 4:30 сатот после пладне. Секој може да дојде да учи македонски, значи сите сте добро дојдени без разлика на годињето. Исто така може да ги запишите вашите дечина од 5 години постари за наредната година, за да можеме да си одобриме паричен фонд од државата. Исто така, нашиот македонски културен центар овде во Њукастел има разноврстни јадења од наши кувари секој петок од 6:30 сатот на вечер. За резервација јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456 или видете на Facebook околу сето тоа. Да проследиме нешто од вестите од Македонија. Поскапуваат горивата. Од полноќ бензинот и дизелот со нова цена. Бензинот Евро Супер БС 95 поскапува за динар, а Евро Супер БС 98 дизелот и екстра лесното масло за домаќинствата за половина денар. Од ноќеска на полноќ одлучи денеска регулаторната емисија за енергетика. Новата цена на литар Евро Супер БС 95 изнесува 68,50 денари, а 70,50 денари на Евро Супер БС 98. Литар Евро Дизел ќе се продава за 62 денари. Екстра лесното масло за домаќинството ЕЛ1 за 50,50 денари. Малопродажната цена на мазутот М1 ХС се зголемува за 0,206 денари за килограм, а изнесува 33,340 денари. Зголемувањето на малопродажните цени на нафтените деривати во просек изнесува 0,93%. ПКЕ ја донесе одлуката за цената на горивата врз основа на цените на нафтените деривати на светскиот пазар и курсот на динарот во однос на доларот во изминатите 7 дена. Гостувањето во емисијата Клан дебата, која се емитува на Клан Македонија ТВ, професорот Љубомир Врчковски, говорејќи за настанатите состојби во државата, како и за расположението во СДСМ за престојните парламентарни избори, призна дека во СДСМ владее негативна енергија. Ова го подкрепи и со тоа дека тие на анкети се со 2 до 3% позади ВМРО. Во МУД се во атмосфера се како што не дошле пак на власт
и една таква атмосфера лоша влада е во таа смисла, што владата мора да ја совлада со серија на мерки, а како ќе успеат, не знам. Тие стојат по анкетите 2,5 до 3% позади ВМРО. Сега речи си, кажува Врчковски. Неловски вели на Заев ни дома не му веруваат, не му верува ни Вице Заев. Партиите можат да се согласат за низа важни работи. Тоа и го докажа ВМРО ДПМН кога даде поддршка за низа на законите кои се дел од реформскиот процес, а се важни за патот кон Европската унија, рече Владимир Неловски, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, гостувајќи на дебатата на телевизија Алсат М. Според него може да се најде заеднички јазик, но треба да се има на ум дека има премиер кој треба да се откаже од некои ликови кои му се важни во правосудството. Кога зборуваме за довербата меѓу партиите, исто мора да се каже дека мора да се има доза на недоверба. Па ние имаме председател на влада Зоран Заев, кој во вторник кажува едно, во среда ја менува изјавата, а во петок кажува нешто сосема контрадикторно од кажаното во вторникот. Ни дома не му веруваат на Заев што кажува, дури на Вице Заев, кога му кажува колку има одредена сделка, човекот мора да се преброи за да види да не го лаже. Морам вака абсурдно да опишам зашто има ветувања за прогресивен данок, а по 9 месеци СДСМ прави салто, мортале и го повлекува. Тоа укажува дека имаме ситуација во која се носат закони и мерки без анализа, рече Неловски. На крајот посочи Неловски, излезе дека ВМРО ДПМН биле во право за рамниот данок и во власта виделе колку е добар овој данок за компаниите. Видео дека за 9 месеци избркаа млади од интернет секторот и натера огромен број граѓани да отворат нерезидентни сметки, додаде Неловски. Според него погрешна е и проценката правена за мерката Мој ДДВ. И за мерката Мој ДДВ рекоа дека ќе вратат 40 милиони евра годишно. Во првиот квартал имаме поврат само 3 милиони евра, од тука значи требало годишно да се вратат околу 12, еве нека бидат 15 милиони евра. Каде се тогаш останатите 25 милиони евра, што ги пресметуваше и пресметувале експертите од СДСМ, рече Неловски. Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Свадба голема на нашиот многу сакан син Линкон Николас. Со наискрени желби и честитки му честитаме бракот со саканата Кристина Топалович и на двајцата му посакуваме да се среќни весели, да имат вечна љубов во заедничкиот живот. Овие убави честитки од се срце се посакани од таткото Тони со фамилијата Николас. На сватовите Звонко Славка и баба Рада честиту бабата веселба за младите Линкон и Кристина.
čekaj, dali vino, ajde, da se napijam. Igraj tako, ajde, pari ne žali, što je sve gor neka vida komši. Tene svadba prava, odam da ja baram, moj te ljubov verna, talke mi ja dana. Ajde kume napred, drugari i vi, odam da ja zemam, nevesta da mi je. Odam da ja zemam, nevesta da mi je. Со песната Отвори порти, невесто најмила. На нашиот сакан и поштован внук Линкон Николас, со наискрени желби и честитки, од се срце му го честитам бракот со неговата многу сакана Кристина Топаловиќ, исто така на двајца да му посакувам добро здравје, голема среќа и длабока вечна љубов во иднина. Овие убави честитки ги посакува баба Стефка Николас, на синот Тони, честит убавата радост, исто и на сватовите убавата веселба. Dojde deno, ja za da se oženam dosta vreme.
со песната Синот единец се жени. На поштованиот многу сакани мил внук Линкон Николас, со срдечни честитки, од се срце му очеститаме бракот со неговата изабрана Кристина Топаловиќ. Воедно на двајцата да му посакуваме да има добро здравје, голема среќа и долга заедничка љубов во нивниот понатамошен живот. Овие искрени од се срце желби се посакани од тета Елан со тетин Џон. se ženi majko Tereska i vo kuća toj vi nosi sna ubava. Tama neka udri silno da se razle, dosta vreme ergenove da se zahre. Zakada vi nazdravi, ej sopolna čaša, ajde zapejte, vreme je za slavje, Gospoda mi podari, velike ti zdravje, ajde zapejte, vreme je za slavje, Valandovski svatvarike svirat do zabajle. I vino ja su rodo tvoj i za se ta ljubav jaskevi se odoža tvoj talo za mili tato keja prodoža. Zakada vi nazdravi, ej sopolna čaša, ajde zapejte, vreme je za slavje, Gospoda mi podari, velike ti zdravje, ajde zapejte, vreme je za slavje, Valandovski svatvarike svirat do zabajle. Gospoda mi podari, velike ti zdravje, ajde zapejte, vreme je za slavje, Valandovski svatvarike svirat do zabajle.
Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Дарој свадбарски. На нашата многу сакана и многу поштована керка Кристина Топаловиќ, со наискрени желби и честитки и го честитаме бракот со нејзиниот сакан Линкан Николас и на двајцата од се срце му посакуваме голема среќа, убаво здравје и вечна љубов во заедничкиот живот. На сватовите честито убавата веселба. Овие убави честитки се посакани од таткото Звонко, мајката Славка и баба Рада Топаловиќ. Дојде денот, мајко, порти отвори. Денес
Dušmani kleti, dobro знаете, Еге и Пирин, наши земји се, душмани едно, запаметете, ни име, ни јазик не менуваме. Филип и Александар се македонски, Грујев и Питугорија не сандански. Сами ја изградивме првата република, Делчева и Канева, славна Македонија. Dušmani kleti, dobro знаете, Еге и Пирин, наши земји се, душмани едно, запаметете, ни име, ни јазик не менуваме. Срамеме денот пред 100 години, парчевте земја, браќа родини. Мора да се исправи таа тешка неправда, мора да си бидеме една Македонија. Dušmani kleti, dobro знаете, Еге и Пирин, наши земји се, душмани едно, запаметете, ни име, ни јазик не менуваме. Десет срца јас да имам, ке ти ги подарам. Голема австралиска турнеја 13 декември, петок, Нјукасл. Република Ентертејнмент во соработка со македонската заедница од Нјукасл повторно организираат голем балкански концерт Balkan Night 13 декември, петок. Повторно со маестрална, бомбастична елита од Македонија. Веќе докажаната група од Македонија, група Болеро. Најдобриот глас во Македонија и на целиот Балкан, а за него велат кога тој ќе запее и најголемите молчат. Нашиот добро познат Христијан Божинов Кико. Пусти да се пари проклети. За прв пат во Австралија, големиот мајстор на дувачки инструменти, за кој се зборува на големо и надалеку, маестро Фазли Сейфулов. И конечно, после неколку години со преубавиот глас на сцената, ни се враќа ексклузивната и атрактивна Гонца Гогова Петкова. За тебе уште дишам и за тебе сум жива, што уште јас те сакам, сама сум крива. 13 декември, петок, повелета на луда и незаборавна балканска забава.
Информации и резервации на следните броеви: 0414 296 910 Ристовеловски, 0411 673 073 Пида Вртковски и 0402 523 977 Димче Андрески. 10 срца јас да имам, ке ти ги подарам. Не дозволувајте да ви раскажуваат, бидете сведоци и бидете дел од овие луди и незаборавни моменти. 10 срца јас да имам, ке ти ги подарам. А сега, почитувани слушатели, да ги проследиме уште една соопштенијата од Њукастел и околината. Соопштение од свешеникот Пецо Петровски. Четврток, 21 ноември, е соборот на Архангел Михаил, празникот Арангел. Службата почнува од 9 сатот сабајлето. Нова година. Се организира новогодишна игранка во нашиот Македонски културен центар овде во Њукастел и тоа на ден 31 декември со најдобрите од наша убава Македонија, битолските професионалци, групата Маестрал. Цената за ова вечер е $80 за возрастни, за деца испод 18 години бесплатно, со 4 врсти јадења. За карти кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073, кај Саше Стојчевски на 0408 490 148. Ристо Веловски на 0414 296910, Џони Линковски на 0437 545456, Саре Симеонов на 0499 014254 и Мајкл Груевски на 0418 991911. Пакети за Македонија. Празните пакети земете ги кај Борис на 49684649 и полните да ги донесите утре, последен ден, 17 ноември, кај Борис Колтовски. Голем концерт во нашиот град Њукастел под име Кафана вечер, и тоа во петок, 13 декември, во нашиот Македонски културен центар овде во Њукастел, со најпопуларните од убава Македонија, групата Болеро, со Кристијан Божинов Кико. За карти јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073, кај Ристо Веловски на 0414 296910 и кај Димче Андрески на 0420 523977. Повеќе да слушаме околу ова. 10 срца јас да имам, ке ти ги подарам. Голема австралиска турнеја, 13 декември, петок, Њукасл. Република Ентертејнмент во соработка со македонската заедница од Њукасл повторно организираат голем балкански концерт, Balkan Night, 13 декември, петок. Повторно со маестрална, бомбастична елита од Македонија. Веќе докажаната група од Македонија, група Болеро. Најдобриот глас во Македонија и на целиот Балкан, а за него велат кога тој ќе запее и најголемите молчат. Нашиот добро познат Христијан Божинов Кико. Пусти да се пари проклети. За прв пат во Австралија, големиот мајстор на дувачки инструменти, за кој се зборува на големо и на далеку, маестро Фазли Сейфулов. И конечно, после неколку години со преубавиот глас на сцената, ни се враќа ексклузивната и атрактивна Гонце Гогова Петкова. За тебе уште дишам и за тебе сум жива, што уште јас те сакам, сама сум крива. 13 декември, петок, повелета на луда и незаборавна балканска забава. Информации и резервации на следните броеви: 0414 296 910 Ристовеловски, 0411 673 073 Пида Вртковски и 0402 523
977. Динче Андрески. 10 srca jaz da imam, ker ti ги подарам. Не дозволувајте да ви раскажуваат, бидете сведоци и бидете дел од овие луди и незаборавни моменти. 10 srca jaz da imam, ker ti ги подарам. Ти си мой. А сега, почитуваји слушатели, да проследиме нешто и од вестите. Муцински вели, владата воведува фиктивни мерки со кои македонските граѓани не живеат подобро. Водевте антипазарна даночна политика, реалноста е дека не успеавте ни 35% од предвиденото во капиталните инвестиции да го реализирате. Реалноста е од ветените 500 км автопат, ни 1 километар не отпочнат. Реалноста е дека ова ќе влада се ова абстрактно во иднина за следниот буџет, а имавте 3 години да создадете опипливи промени во нашето општество, да го поддржите предприемништвото, да знаете да напроите 3 инвестиции кои ви сте ги привлекле директно, да создадете коректни промени кои граѓаните ќе го почувствуваат, вели Тимчо Муцински, меѓународниот секретар на ВМРО ДПМН на ТВ дебатата на Канал 5 телевизија. Муцински исто така истакна дека од било која мерка која што е превземена од владата, а најголем дел се фиктивни мерки кои што не постојат, македонскиот граѓани не живее подобро. Никој не живее подобро. Ние имаме влада која што нема капацитет да создаде опипливи промени. На ова е влада секое ветување во економската програма ќе се создадаа очекувања за просечна плата кои не се исполнија. Владата не создаде ни една реформа, вели Муцински. Средба Макрон-Пендаровски. Што договорија? Нема алтернатива за македонското полноправно членство во Европската унија, со ова се согласиле Пендаровски и Макрон на состанокот во Париз. Новата методологија ќе биде завршена најдосна до март, пошто за Македонија повторно ќе се одлучува за самитот на Европската унија во мај. Вакво уверување добил македонскиот председател од францускиот шеф на државата. Му реков дека ние никогаш не би се согласиле со алтернатива за полноправно членство, а тој ми одговори дека тоа никогаш и не била намера. Париз веќе има изготвено нов пейпер во кој се исцртани контурите на новата методологија. Документот е испратен до сите земјите членки и се чека на нивен одговор, но дури се да оди според планираното, нема гаранции за тоа каква ќе биде одлуката за старт на преговорите за самитот во Загреб. На 6 мај е закажен самитот, тогаш се очекува одлуката, но не зборуваме за содржината на одлуката. Сепак, за српскиот председател Вучич, по состанокот со Макрон, нема дилеми дека европските лидери во следните 5 месеци ќе и дадат датум на Македонија за почеток на преговорачкиот процес. Тие ќе го сторат тоа во март, бидејќи се плашат од резултатите од изборите на 12 април во Скопје. Тие не сакаат да бидат виновни за поразот на некој кому му ветиле нешто за нешто што тој направил, изјави Вучич. Председателот Макрон на средбата со Пендаровски најави дека ќе ја посети Македонија во првата половина на наредната година. Опозицијата обвинува: ова е буџет за предизборен подкуп на гласачите. Пензите ќе растат над законскиот максимум, платите во администрацијата над продуктивноста, а парите за капиталните инвестиции повторно ќе биде тешко да се потрошат. За експертите оправдано е зголемувањето на платите во здравството и образованието, но општиот раст на платите во администрацијата не е оправдан затоа што продуктивноста кај овие работници не е зголемена. Растот на пензите над 700 денари е надвор од законот според кој пензите треба да растат согласно растот на платите и цените. Процената и сумата за капитални инвестиции 370 милиони евра тешко дека ќе бидат потрошени годинава, а во изборна година уште потешко. Проблем кој останува
и во овој буџет е несоодветното планирање на капиталните проекти. За опозицијата ова е историски најголем буџет кој не предвидува пари за нови проекти, туку само популистички и неразвојни програми. И не само што крати од капитални инвестиции, Зоран Заев ги залажува и пензионерите. Први им скрати 3 години поред по 600 денари покачување, за сега да им ветува само 700 денари. Заев ги оштети пензионерите за 1800 денари до сега, пари кои ќе ги имаат доколку Заев не беше на власт. Дополнително, покачувањето на минималната плата со која се фали не се реализира во пракса, бидејќи работниците се принудени да враќаат дел од парите на рака, а институциите не преземат ништо во однос на тоа, вели Никола Мицевски од ВМРО ДПМН. Нешто и за здравјето. Најскапиот лек на светот чини 2,1 милион долари. Американската агенција за лекови го одобри пуштањето во промет на лекот Золгенсма на швајцарската фармацевтска компанија Новартис. Една инекција чини 2,1 милион долари. Таа цена го прави медикаментот најскап во светот. Лекот стручно се нарекува Онасемноген Абепарвовек. Се зема еднократко во вена. Новиот лек за спирална мускулна атрофија на швајцарскиот фармацевски конгломерат Новартис во третото тромесечје годинава им донесе раст од 10% на 12,2 милиарди долари. Во период од јули до септември, Золгенсма им донел приходи на 160 милиони долари, соопштија од Новартис. Половина од пациентите што го купиле лекот, претходно се лекувале со конкурентниот производ на американскиот Биоген. Нешто и за спортот. Муслии верува во соиграчите дека можат до добар резултат. Најдобрата македонска фудбалска селекција ги одработува мини подготовките за двата последни надпревари во евро квалификациите. Откако вчера го имаат првиот собир, а потоа и тренинг, фудбалската репрезентација на Македонија ги продолжува мини подготовките за дуелите против Австрија и Израел, последни од овој циклус на квалификациите за Европското 2020 година. Без повредените Адеми, Трајковски и Алиовски, како и суспендираните Муслеју, Несторовски и Николов, селекторот Ангеловски и оние играчи кои ќе ги има на располагање ќе треба најнапре добро да се подготват за дуелот со фаворизаната Австрија, која ја дели само еден бод од обезбедување на пласма на европскиот шампион. Верувам дека моите соиграчи можат да одиграат храбро во Виена и да направат изненадување. Сме го покажале тоа затоа што кога играш со репрезентација не сме да се жалиш. Сите сме квалитетни, затоа сме тука и веруваме во добар меч, изјави Муслиу. Подготовките во Скопје ќе траат се до петок, кога се патува за Виена, каде ден подоцна сабота го играме мечот против Австрија, а 3 дена подоцна во Скопје против Израел ќе ги затвориме овие квалификации. Денеска беа пуштени влезниците за последниот меч кој ќе се игра цената на арената Тодор Порески, а картите ќе се продават по цена од 150 денари. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатното слушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM